Atentatorski akciji na prvo mesto. Žrtvite nema zošto da ne plašat. Rekovme slobode ili smrt. Sosema bez žrtvi ništo ne može da se dobije. Nemalo da bide humano. Ама има ли некој да е хуман кон нас? Секој ги заштитува своите интереси, та и ние треба да ги чуваме своите интереси. Васил Чакаларов. Atentator, teroрист, комита. Тоа се синоними кои неизбежно се поврзани и со историјатот на внатрешната македонска револуционерна организација, од незиното основање во 1893 година, низ годините на единство, сплотеност, но и внатрешни поделби, непријателства и физички ликвидации во незините редови. За жал, по внатрешните поделби во редовите на ВМРО, атентатите се случували во самите организациони редови, што значително е ослабнало и искомпрометирало незината позиција кај македонскиот народ. По расцепот во ВМРО во 1928 година, двете новосоздадени организации со префиксот ВМРО влегле во непријателства кои кулминирале со меѓусебни физички ликвидации. Софија и останатите бугарски градови се претвориле во крвава арена на атентати и терористичко дејствување помеѓу спротивставените организации. Атентатите се извршувале на јавни места, пред голем број на очевидци. Македонското револуционерно движење се повеќе губело својата првобитна цел. Двете македонски организации со името на ВМРО секојдневно извршувале атентати кои го ослабувале ткивото на македонското револуционерно движење. Владите на балканските држави, пред се Кралството Југославија и Бугарија, ги потикнувале пресметките помеѓу двете организации – ВМРО Михеловистичка и ВМРО Протогеровистичка. Михеловистите во своето дејствување се поврзале со бугарската влада, додека протогеровистите започнале контакти со безбедносните служби на Југославија во обид да се спротивстават на нивните моќни непријатели. Михеловистичката ВМРО имала голема сума парични средства и оружје и согласно тоа била надмоќна во поглед на физичките пресметки. Сепак за време на меѓусебните физички ликвидации загинали и голем број михеловисти. По секој загинување на член на некој од организациите, нивните раководства публикувале окружни писма, во кои на јавноста ја објаснувале зошто го извршувале атентатот. Атентатите продолжувале во недоглед, додека објективната бугарска јавност и неутралната македонска емиграција апелирале да престанат македонските братоубиства. Сепак и двете спротивставени организации не се осврнувале на смирувачките апели и повици да престанат пресметките и оружјето да се замени со разговори за помирување. Атентатите се извршувале со голема доза на суровост. Дел од атентаторите, кои не ги познавале жртвите, се искористували и се поттикнувале со укажување дека тој што требало да биде убиен е предавник на Македонија и на македонската кауза. Во атмосфера на општи обвинувања и клевети, тешко можела да се распознае фактичката состојба и да се согледаат вистинските аргументи на едната или другата страна.
Поделбата во организацијата на михаеловисти и протогеровисти своите корени ги влече од 24-та година кога се случува ликвидацијата на Тодор Александров. Во редовите на организацијата се уште лебди до 28 година идејата или сомнежот дека можеби Александар Протогеров бил вмешан, односно знаел за убиството на Тодор Александров. Меѓутоа, дефинитивната поделба се случува 28 година со наредбата за убиство на Александар Протогеров, издадена од Ванчо Михајлов. Тоа е фактички клучниот момент кога организацијата се дели на два дела и од 28 година настанува тој период, фактички е отворен просторот за чести ликвидации на припадниците на едното и другото крило, односно така наречена една братобиствена војна која што се случува не само на територијата на Бугарија, туку и во Пиринскиот дел на Македонија и во европските земји. Од моментот на убиството на Александар Протогеров, физичките ликвидации се ределе со молскавична брзина. Биле заборавени сите поранешни заеднички нишки и цели, кои некогаш како единствена мета ги посочувале само поробувачите на Македонија. По расцепот во ВМРО од 1928 година всушност се создаваат две организации со префиксот ВМРО. Односот меѓу овие две организации станува сериозно заострен на сите основи, освен на идејно и на интелектуално поле, тие тежиштето на пресметките го префрлуваат и на физички ликвидации и всушност се отвара една борба или една пресметка меѓу нив со дрски, со нехумани методи, односно со извршување на атентати пред се на повидните личности од двете организации. Секој припадник на спротивставените организации бил под постојана закана од атентат. А водечките личности на ВМРО Михаеловистичка и ВМРО Протогеровистичка постојано биле обкружени од голем број телохранители кои се грижеле за безбедноста на нивните животи. По секој убиен член на Михаеловистите, Иван Михајлов подготвувал траорни погребни манифестации, во кои учествувале десетици илјади македонци, кои имале за цел да создадат впечаток дека неговата организација е на удар на противниците од другиот табор и дека одмаздата која веднаш следувала имала своје оправдание. Весниците на македонските организации и на македонската емиграција во Софија биле исполнети со некролози во кои се величале заслугите на убиениот и се повикувало на крвава одмазда кон противничката организација. Иван Михајлов ја имал речиси целосната поддршка и симпатии на позначајните државно-политички и војни фактори во Бугарија, кои не го криеле тоа, туку ја поттикнувале омразата кон довчерашните соборци, со кои порано заеднички се бореле за слободата на Македонија. Европските и светските печатени медиуми постојано известувале за атентатите на двете македонски организации. Жртвите се броеле на стотици. Во овие пресметки меѓу двете македонски организации, ВМРО Михаеловистичка била надмоќна во смисла на финансиски средства и во смисла на вооруженост па и обученост на своите атентатори. За разлика од ваквата настроеност, односно од ваквото расположение во редовите на македонското револуционерно движење во овие две организации, голем дел од објективната бугарска јавност и голем дел од разумната и неутралната македонска емиграција во Бугарија, претежно во Бугарија, постојано повикувале на разумност, на смирување на страстите. ВМРО Михаеловистичка сепак успеала да го зачува поголемиот дел од своето членство и да претрпи релативно мал број загуби во споредба со убиените членови на ВМРО Протогеровистичка. Тоа се должело и на поголемата заштита, но и по доброто вооружување со кое располагале михаеловистите.
За надмоќта придонесувала и добрата финансиска состојба на ВМРО Михеловистичка, која поседувала милионски суми на сметките во разни бугарски банки, но и во банките кои биле основани со финансиски капитал од самата организација. Данокот што се наплатувал врз македонскиот народ во Пиринска Македонија, особено од производството на тутун, се слевал во касата на организацијата на Иван Михелов. Неретко, организацијата ВМРО Михеловистичка се финансирала и од паричните средства што се наплатувале од богатите евреи во Бугарија, а во тој случај повторно се работело за милионски суми. По убиството на Александар Протогеров, ВМРО Протогеровистичка објавила дека секоја физичка ликвидација што таа ќе ја преземе врз Михеловистите ќе биде чин на законска самоодбрана. Иако послаби и помалку вооружени, протогеровистите уште во 1928-29 година успеале да извршат атентати врз приврзаниците на Иван Михелов или блиски организации до неговата ВМРО. По една таква атмосфера на меѓусебно напаѓање, по сите основи на меѓусебно клеветење, на меѓусебно истребување, било многу тешко да се процени објективно состојбата во македонското револуционерно движење, односно во моментот на случувањата на овие атентати или на овие пресметки, тешко било да се суди, да се пресудува, односно да се фати страна од позиција на некаква објективност или од позиција на реално гледање на состојбите. Михеловистичката ВМРО, преку својот весник Слобода или смрт, ја предимензионирала силата на протогеровистите, со намера дека ќе може да ги оправдаат контрамерките што се подготвувале да ги преземат во случај на атентати. На 12 август 1928 година, веднаш по убиството на Александар Протогеров, како одмазда на протогеровистите, бил ликвидиран Тодор Георгиев Гуштеров од Штип. Атентатот се случил во Софија и интересен е податокот што овој припадник на ВМРО првим бил телохранител на Кирил Прличев, еден од раководителите на протогеровистичката ВМРО, но бил ликвидиран поради сомневање дека токму тој, по налог на Иван Михелов, може да го убие Прличев. Очигледно е дека убиството на Протогеров, неговите соработници и пријатели имале намера да го одмаздат со убиства на што поголем број на михеловистички приврзаници. Револверските истрели повторно се огласиле на 29 август 1928 година, кога бил убиен Христо Андонов, војвода на ВМРО во Гевгелиско и Дојранско. На 12 октомври 1928 година, низ улиците на Софија се слушале пукотници, кои биле дело на спротивставените македонски организации. Михеловистичката ВМРО, преку својот весник Слобода или смрт, веднаш побрзала да објави дека убиствата и атентатите што се случиле таа октомвриска вечер, биле подготвени и организирани од терористи и раководители на протогеровистичката ВМРО. Како главни виновници за атентатите се посочувале Пецо Трајков и Крстан Поп Тодоров. Поделбата на организацијата на протогеровистичко и михеловистичко крило, Иван Михайлов ги задржал скоро сите ресурси за финансирање на неговиот дел од организацијата, додека протогеровистите биле исправени пред предизвикот да најдат финансиски капитал кој што ќе има возможни да продолжат со нивното дејствување, поточно вооружување на четите и комитети и војводите кои што им останале лојални, за издавање на печатените органи, за ширење на нивната идеја, за патувањата во странство по потрага по сојузник. Овие предводници кои што се на протогеровистичкото крило честопати бараат различни ресурси, да речеме најголем интерес во оваа поделба во организацијата има кралството на србите, хрватите и словенците, кое што, односно српската власт, бидејќи поделбата во организацијата според нив е идеалниот начин за внатрешно да се распаднат, односно да се истребат помеѓу себе. Според статијата во Слобода или смрт, Крстан Поп Тодоров имал коцкарница во која секоја вечер доаѓале представници на српското дипломатско представништво во Софија.
Михеловистичките новинари обвинувале дека известниот Ѓорѓевиќ, кој бил раководител на српската разузнавачка служба во Бугарија, намерно губел стотици илјади левови во коцкарницата на поп Тодоров, кој оделе за финансирање на протогеровистичката ВМРО. Едниот аспект е тој, значи дискусии и добивање на помош од дотогашниот непријател за да продолжи борбата со моменталниот непријател кој што претходно бил пријател. И сето тоа е многу контрадикторно. Протогеровистите, освен со Србија, започнуваат и низа преговори со италијанските власти за добивање таква финансиска помош и деломно, значи, добиваат помош од македонски патриоти кои што имаат врски во протогеровистичкото крило и кои што едноставно сметаат дека е тоа вистинскиот пат, односно вистинскиот начин за да се превземе организацијата и да донираат своји средства. Парите што протогеровистите ги добивале од српската разузнавачка служба, според приврзаниците на Иван Михелов, биле наменети да продолжат македонските братоубиства по улиците на бугарските градови, со цел да се уништи македонското револуционерно движење. Колку и да се предимензионирани овие податоци од приврзаниците на Михеловистичката ВМРО, факт е дека протогеровистите се финансирале од српските разузнавачки служби и од дипломатското представништво на Кралството Југославија во Бугарија. Особено интересно што во македонската и бугарската историографија се тврди дека Наум Томалевски преговарал со италијанците за добивање на финансиска помош и многу често е присутна една бројка од 1 до 2 милиони лири кои што биле барани преку италијанскиот амбасадор во Софија Пиачентини. Меѓутоа, во спомените на Ѓорги Попхристов многу јасно, кој што е член на Централниот комитет, стои дека и покрај неколкуте обиди и ветувања од страна на Италија, финанси во касата на протогеровистите не се стигнати. Така што, можеби, финанси стигнале, меѓутоа Попхристов не знал или човекот едноставно знаел дека не е пристигнато ништо, а сето тоа понатаму е креација на толкувачите на настаните кои што се случуваат, тоа ќе покаже времето. Меѓутоа дека постоеле некакви врски помеѓу протогеровистите и представниците на српската власт, да, постоеле, меѓутоа конечната количина на тие финансиски средства до сега останува тајна. Атентатите повторно се префрлиле во бугарската престолнина и на 30 април 1929 година бил убиен Димитар Ѓузданов, Михеловист. На 16 октомври 1929 година бил извршен неуспешен атентат врз секретарот на Националниот комитет на македонските братства во Бугарија, Васил Василев. Атентаторите го погодиле и го раниле во левата рака и нога, но тој благодарение на темнината успеал да побегне. Припадниците на ВМРО протогеровистичка сметале дека Националниот комитет на македонските братства е продолжеток на ВМРО Михеловистичка и затоа ги насочиле атентатите врз неговите членови. На 7 ноември 1929 година атентатори од ВМРО протогеровистичка во Софија го ликвидирале михеловистот Пандил Шишков, долгогодишен војвода на ВМРО во Леринско. Припадниците на ВМРО протогеровистичка по секоја цена се обидувале да ликвидираат некои од најблиските соработници на Иван Михелов, со што сметале дека во овие меѓусебни физички ликвидации ќе се стекнат со предност, а и ќе зададат удар на помоќната Михеловистичка ВМРО. Таква погодна можност им се случила на 27 јануари 1930 година. Тој ден од куќата на еден европски новинар во Софија излегол Јордан Чкартов, доверлив соработник и пријател на Иван Михелов. Во исто време, сосема случајно, двајца протогеровисти, Васил Пундев и Лев Главинчев, на улицата Шипка забележале неколку телохранители од опкружувањето на Чкартов. Неколку часа подоцна, Главинчев со уште 4 протогеровистички атентатори подготвиле заседа на аголот на софиските улици Чепино и Велико Трново, каде го очекувале да помине Јордан Чкартов со неговото лично обезбедување. Во 18 часот и 25 минути, Чкартов навистина поминал во близина на поставената заседа, при што дошло до жестока престрелка, во која за негова среќа доверливиот соработник на Михелов останал неповреден.
По известно затишје, револверски истрели се огласиле повторно во Софија и на улицата Екзарх Јосиф. Во ноември 1930 година бил убиен михеловистот Нанчо Витларов од Штип. На 20 ноември 1930 година бил нападнат и ранет во главата Ѓошо Јанев од Штип, исто така михеловист по убедување. Четворицата атентатори помислиле дека по првиот напад тој е убиен и благодарение на тоа поранешниот четник на ВМРО успел да се спаси. Овие немили настани продолжувале со давање на една помпезност и на самиот настан, но и на погребните церемонии. Особено организацијата на Иван Михајлов правела погреби кои што биле посетени со десетици илјади луѓе, погреби на кои што се држеле говори каде што се каде што е потенцирано значењето на изгубената личност, каде што е потенцирано значењето на загубата генерално за организацијата. И сето тоа се покривало со медиуми и во Бугарија и надвор од Бугарија. Како што се разгорувале меѓусебните физички ликвидации помеѓу спротивставените македонски организации, биле убивани се позначајни фигури и личности кои биле соработници и пријатели на Иван Михајлов. На 8 февруари 1931 година Јордан Ѓурков, најдобриот пријател и десна рака на Михајлов, се движел низ центарот на Софија. Откако излегол од црква, се качил на трамвај и слегувајќи на постројката, наголот на улиците Пиротски и Драгоман, бил нападнат од двајца атентатори. Атентатот врз Јордан Ѓурков го опишале и пренеле и странските новинари кои ја посетиле Софија и биле сведоци на бројните атентати и терористички напади помеѓу протогеровистите и михеловистите. Францускиот новинар Албер Лондер вака го опишува убиството на Ѓурков. На 8 февруари 1931 година господин Ѓурков, приврзаник на нашиот пријател Ванчо, минуваше низ улицата Пирот, носејќи ја подмишка својата чанта. Човекот беше адвокат и си одеше по својата работа. Млад, здрав и оптимистичен, не сакаше да се покорува на основните правила на бугарскиот политички живот, па низ градските улици често одеше без телохранителот, верувајќи во својата среќна звезда. Но еден ден, кога стигна до петиот столб со плинска светилка во таа улица, наеднаш свати каде го одведе неговата смелост. Кон него почнаа да фрчат револверски куршуми. Онака ранет ја помина улицата и тетеравејки се пикна во еден дуќан, мислејќи дека е спасен. Но убиците и не помислија да испуштат жртвата од раце. Влегоа насила и Ѓурков, гордоста и славата на адвокатската комора на својата земја, падна меѓу сандакот со сливи и садот со меласа, издупчен со 40 куршуми. Погребот на Јордан Ѓурков бил една голема траорна манифестација, организирана од михеловистичката ВМРО. Траорната процесија на Софиските улици ја следеле околу 15.000 луѓе. На гробот на убиениот приврзаник на Михајлов зборувале голем број раководни личности од ВМРО на Иван Михајлов, меѓу кои Јордан Чкартов, Васил Василев и Петер Мрмев. Убиството на Јордан Ѓурков представувало ненадоместлива загуба за михеловистичката ВМРО, бидејќи убиениот припаѓал на интелектуалното крило на македонската организација. Затоа Иван Михајлов подготвувал план за жестока одмазда. Еве што за моментите на жалост, кога се погребувал Јордан Ѓурков, напишал Тома Карајовов во илустрацијата Илинден од февруари 1931 година. По литургијата свештеникот одржа една емотивна проповед. Тој говори за значењето на празникот, за страданијата на Христос Спасителот и за неговата жртва за нашето спасение. Тој говореше право во нашите срца. Кога се заврши проповета и ние се погледнавме, готови да ги следиме верниците кон излезот на црквата, ги избришавме солзите од очите, пошто си кажавме: кога ќе можеме да одиме во црква дома, а не во туѓи земји?
Според весникот Слобода или смрт, орган на Михеловистичката ВМРО, убиствата на Доне Димитриев и Владимир Вакавчиев во летото 1931 и 1932 година исто така биле дело на атентатори на протогеровистичката ВМРО. На 16 мај 1932 година, атентатори на протогеровистите го ликвидирале во Софија председателот на Македонскиот национален комитет Димитар Михелов, кој бил еден од најблиските соработници и пријатели на Иван Михелов. Весниците на македонската емиграција блиски до Иван Михелов ги исполниле своите страници со статии кои го величале делото на председателот на комитетот. Погребот на Димитар Михелов бил извршен на 19 мај. Во траорната поворка учествувале илјадници луѓе, а од името на македонската емиграција, отпочинатиот се простил со говор под председателот на Македонскиот национален комитет, Ѓорги Кондов. Михеловистите веднаш вратиле со ликвидации на припадници на протогеровистичката ВМРО. На 20 октомври 1932 година во Софија бил убиен Тома Дуров од селото Пателе, Леринско, кој веројатно исто така бил близок до Михеловистичката ВМРО. Круговите блиски до Иван Михелов, убиениот македонски деец, го прогласиле за жртва на атентаторите на протогеровистичката ВМРО. На 25 ноември 1932 година бил направен обид за атентат врз Стојан Филипов, михеловист, пратеник во Бугарското народно собрание и еден од веројатните атентатори врз македонскиот револуционер Јане Сандански. Според исказите што ги дал во болницата, тешко ранетиот Филипов бил нападнат од 4 атентатори кои пукале кон него, но тој успел да врати на истрелите и благодарение на тоа што имал оружје, успел да се спаси. Тешко е со сигурност да се утврди дали атентатот бил одмазда за убиството на Сандански или само дел од пресметките помеѓу двете спротивставени организации. На 30 јуни 1932 година, средебел ден во центарот на Софија, непосредно пред самото Министерство за војна, протогеровистички атентатор пукал во погрешна личност, мислејќи дека тоа е Петар Мрмев, михеловист, уредник на весникот Независна Македонија и илустрацијата Илинден, а во тој момент пратеник во Бугарското народно собрание. Атентатите врз припадници на Михеловистичката ВМРО пред бугарските државни институции имале за цел да ја исплашат бугарската влада и да ја сигнализираат да престане со помошта за Иван Михелов. Тоа од своја страна представувало изговор михеловистите да се одмаздуваат со силен интензитет. На 29 декември 1932 година, во 12 часот и 5 минути, во близина на Царскиот дворец, во самиот центар на Софија, од неколку атентатори бил убиен уредникот на весникот Македонија, Симеон Ефтимов. Атентатот се случил на пладне, така како што бил стилот на изведување на сите тие атентати, во дел од денот кога е доста фреквентно на софиските улици. Тој 2-3 седмици бил следен од протогеровистите, била утврдена неговата секојдневна маршрута, бил нападнат со револверски истрели и тука на улицата се случила една престрелка која што траела околу 5-6 минути, според проценките има околу 30 револверски истрели. Ефтимов бил ранет. Еден од неговите телохранители што се движеле со него починал. Тој бил пренесен во Софиската болница, но не издржал долго, значи на 31 декември им подлегнал на своите рани. Кон атентаторите кои бегале, се обидел да пука бугарскиот стражар кај археолошкиот музеј во центарот на градот, но и тој бил смртно погоден. Во престрелката со стражарот, едниот од атентаторите бил исто така ранет, но и во таква позиција се обидувал да побегне. Од страна на случаен минувач, бугарски офицер, ранетиот атентатор Христо Трајанов бил фатен и разоружен. Кон вториот атентатор трчал и се обидувал да го разоружи третиот телохранител на погодениот Ефтимов, Ефтим Орлов. Во близина на градската градина бил фатен и разоружен и тој од страна на еден стражар на бугарската војска. Симеон Ефтимов во тешка состојба бил однесен во болница
и веднаш бил опериран, во надеж дека ќе биде спасен. Лекарите констатирале 21 рана во телото. Новинарот и уредник Ефтимов им подлегнал на раните на 31 декември 1932 година во Софиската болница. Од здобиените рани починал еден од телохранителите на Ефтимов, Ефрем Атанасов. Уапсениот атентатор Иван Петров пред полициските органи посведочил дека тој и Христо Трајанов го следеле убиениот околу 2 недели со цел да ја откријат маршрутата на движење. Тие добиле наредба атентатот врз Ефтимов да биде направен на јавно место, во центарот на градот, пред многу очевидци. Близината на Царскиот дворец била идеално место, затоа што таквата јавна екзекуција на пријателот на Иван Михајлов требало да биде опомена од протогеровистите до бугарскиот цар да престане да ја поддржува Михајловистичката ВМРО. Поради опасноста од нови атентати, бугарската полиција уапсила околу 300 сомнителни луѓе кои не поседувале лични документи. Сомнежот повторно бил фрлен врз протогеровистичката ВМРО и фактите на вистина говореле дека е така, затоа што атентаторот Трајанов бил нејзин член. Атентатот врз Симеон Ефтимов длабоко го погодил Иван Михајлов, кој бил во роднински врски со него. Иван Михајлов се потрудил максимално да направи едно опростување од неговиот пријател, близок пријател Симеон Ефтимов. Направена е една помпезна погребна церемонија, која што започнала во Софија и била организирана погребна поворка која што малтене ги поминала голем дел од централните софиски улици. На опелото присуствувале голем дел од свештениците со македонско потекло кои што работеле во Софија и голем дел од македонската емиграција. Потоа, посмртните останки на Симеон Ефтимов со специјален воз биле пренесени преку градот Радомир и Дупница до планината Пирин, нели, еден дел од патот бил организиран со погребна поворка со автомобили. И телото на Симеон Ефтимов е погребано до до гробот на Тодор Александров. ВМРО Михајловистичка направила голема манифестација од самиот чин на погребанието на новинарот Симеон Ефтимов, со цел да им предочи на протогеровистите дека е нанесен тежок удар и дека одмаздата ќе биде жестока и безмилосна. Ликвидацијата на Ефтимов во суштина и представувало голем удар врз членството и соработничките организации на ВМРО на Иван Михајлов. Весниците блиски до ВМРО Михајловистичка, особено илустрацијата Илинден, се огласиле со осуда за ликвидацијата на Симеон Ефтимов. Во март 1933 година Христо Шалдев напишал: Македонската емиграција и бугарското општество беа потресени и згрозени од тоа злодејание и секој се прашуваше со притаен дух кој и зошто го убија незаменливиот легален и културен борец на македонската кауза. Кому му беше потребен неговиот живот и чии интереси налагаа час поскоро и за секогаш да замолкне бујната реч на Симеон Ефтимов. И секој си одговараше: само во главите на исконските непријатели на македонската слобода можеше и може да се појави мислата да се отстрани еден таков самопожртвуван борец и само една злосторничка и продадена рака може да се реши да посегне по животот на еден толку заслужен македонски син. На 21 февруари 1933 година во Варна бил убиен Мане Накашев од Штип од страна на протогеровистички атентатори. На погребот на Штипјанецот излегла неколкуилјадна македонска емиграција од Варна. На 26 март 1933 година во Хасково бил убиен штипјанецот Панчо Тодоров, кој бил председател на Штипското благотворително братство во Бугарија и веројатно соработник и пријател на Иван Михајлов. Во истиот стил, протогеровистите продолжиле да ликвидираат михајловисти, членови на легалните македонски организации, блиски до политиката на Михајловистичката ВМРО.
бројните дипломатски извештаи на странските дипломатски представништва во Софија секојдневно известувале за атентатите помеѓу спротивставените македонски организации. Во извештајот на Чехословачката амбасада во Софија на 13 јануари 1933 година били изнесени прецизни податоци за ликвидациите помеѓу ВМРО Михеловистичка и ВМРО Протогеровистичка. Во дел од дипломатскиот извештај се пишува следново: Контраст кон неоспорното засилување на влијанието на македонците врз бугарската надворешна политика е значително зголемување на бројот на жртвите на братоубиствената борба помеѓу двете групи, Михеловистите и Протогеровистите. Одделни епизоди и атентати веќе беа опишани подробно во тековните извештаи. Тука е местото само да направиме вкупен биланс за 1932 година и да ја опишеме атмосферата и состојбата во кој што ги спроведува атентатите. Само според соопштенијата на весниците, во 1932 година биле убиени или ранети над 50 македонци од двете теченија, така што односот помеѓу ранетите или убиени михеловисти и ранетите или убиени протогеровисти било околу 1:8. Кон таа бројка, меѓутоа, треба да ги присоединиме убиствата извршени направо во Бугарска Македонија, за кои што само од време на време дознаваат софиските весници. Овие бројки кои ги давале странските дипломатски представништва во Софија, главно биле реални и отсликувале вистинската состојба во пресметките помеѓу спротивставените организации. Во април 1933 година, весникот Слобода или смрт ја објавил веста дека во Софија бил убиен Иван Параспуров од Штип, кој бил близок симпатизер на ВМРО Михеловистичка. Михеловистите како атентатори на Параспуров ги посочиле комунистите Тома Трајков и Кирил Мартинов. Траорниот погреб на Иван Параспуров требало да представува поттик Иван Михајлов да нареди одмазда во деновите што доаѓале. Настаните излегувале целосно од контрола на бугарската власт. Затоа бугарскиот цар Борис III се обидел да посредува во смирувањето на двете спротивставени македонски организации. Во врска со тоа, царот се послужил со лица од војно-офицерската лига во Бугарија, кои биле во блиски односи и со михеловистите и со протогеровистите. Но и таквото посредување не помогнало, затоа што непријателствата продолжиле, а меѓусебните физички ликвидации, иако со помал интензитет, продолжувале. Неутралниот дел од македонската емиграција исто така се обидел да ги спречи крвопролевањата и да ги седне на преговарачка маса овие македонски организации. И овие напори биле безуспешни. За да ги оправдаат атентатите врз припадниците на Михеловистичката ВМРО, протогеровистите и понатаму инсистирале на тоа дека таквиот чин од нивна страна бил акт на самоодбрана поради жестоките напади и атентати што михеловистите ги вршеле врз нив. Пред бугарската јавност, протогеровистите објавиле еден поширок список на, според нив, атентатори на Михеловистичката ВМРО, кои учествувале во убиства и ликвидации на нивните членови. Во овој список тие набројале 39 лица михајловисти, кои ги обвинувале за неразлични атентати врз припадниците на протогеровистичката ВМРО. Меѓу другите на овој список биле Димитар Стефанов, Стојан Вардарски, Нанчо Витларов, Мирчо Кикиритков, Кирил Дрангов, Мино Пржолев, Борис Бунев, Величко Велјанов, Страхил Развигоров, Стојан Филипов, Милан Постоларски, Јордан Чкартов, Владо Черноземски и други. Со ваквите обраќања до македонската емиграција и бугарската јавност, протогеровистите сакале да ги добијат симпатиите и да се прикажат како жртви во меѓусебните физички ликвидации. Но во тоа само делумно успеале, затоа што во суштина и нивното оружје не мирувало, а од нивна страна биле убиени и повеќе членови на ВМРО Михеловистичка. Сепак и покрај овие жртви, што ги дале припадниците на ВМРО Михеловистичка, факт е дека во таа меѓусебна војна на двете македонски организации со исто име, ВМРО, како победници излегоа токму приврзаниците на Иван Михајлов. Загубите на неговите верни соработници Ѓурков и Ефтимов, Иван Михајлов ги искористи од нив да направи херои и светци на борбата против протогеровистите, а во исто време тоа представуваше оправдание уште пожестоко да се нафрли со својата организација против конкурентската организација, ВМРО Протогеровистичка. Се до расформирањето во 1934 година, Иван Михајлов цврсто ја поврзал неговата организација со бугарската влада, од која ја користел и моралната, но и материјалната помош.
Бугарската влада од своја страна била задоволна што македонските организации водели истребувачка војна помеѓу себе, со што всушност слабееле и на тој начин не можеле да представуваат закана по бугарските државни и национални интереси околу македонското прашање. Македонските братоубиства му нанесоа голема штета на македонското револуционерно движење, ја искомпромитираа македонската кауза пред бугарската општествено-политичка јавност, а решавањето на македонското прашање го ставија во втор план, иако тоа беше од првенствена важност во нивните програмски документи.